ТРЦ ќе добие мал систем за наводнување. Главен извор на вода од каде ќе се снабдува овој систем е реката Бистрица. Системот за наводнување е базиран на гравитација со контролиран и измерен режим на проток, со што придонесува за здрава почва, а со тоа и за производство на здрави земјоделски производи. Увид во градежните работи пак денес извршија министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и заменик амбасадорот на делегацијата на Европската унија Џулијан Васало во придружба со градоначалникот на општина Теарце Нухи Незири. Тие се особено битни заради тоа што се затворени системи кои што ја штедат водата на некој начин, а овозможуваат што повеќе површини и земјоделци да бидат задоволни, односно да се зголеми и да стане продуктивно земјоделското производство. Ова е најголемиот во вредност од 1,7 милиони евра, 25 километри секундарна мрежа опфаќа овој систем, опфаќа зафат на река Бистрица, главен цевковод и секундарен цевковод од на 25 километри. Околу 13 километри веќе се завршени во првите неколку месеци од работата. Овој систем за наводнување ќе покрие 450 земјоделски парцели, кои што ги работат околу 150 земјоделци или земјоделски стопанства, односно вкупната површина на покриеност на овој модерен затворен систем за наводнување е околу 300 хектари овде во Теарце. Системот за наводнување Теарце е дел од проектот за изградба на мали нискотрошковни системи за наводнување, финансиски поддржан од страна на Европската унија. Со овој проект покрај системот Теарце опфатени се и системите Пишица во Пробиштипско и Конопница во Кривопаланечко. Вредноста на овие три капитални проекти изнесува 2,3 милиони евра, средства обезбедени преку ИПА фондовите на Европската унија. Во ова нова поглавје на односите помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија од огромна важност е да се направат инвестициите во рамките на ИПА одржливи. И за да се постигне тоа, акција е потребно и од страна на властите во Република Северна Македонија. Без јасен план за усогласување на земјоделските политики со климатските промени на нашите ресурси и екосистемите би биле во опасност. Менаџирањето на водата треба исто така да се подобри и на централно ниво. Ова значи фармерите да бидат повеќе вклучени и да сносат повеќе одговорност во менаџирање на системите за наводнување. На тој начин и од тука силно ја охрабруваме владата да изготви планови како и стратегии за реформи кои што ќе помогнат за поставување на здруженија на корисници на вода. Изградбата на овој систем помага на повеќе од 120 земјоделци, обезбедувајќи редовно наводнување на земјоделско земјиште. Со системот Теарце дополнително ќе се обезбеди наводнување за 300 хектари земјоделско земјиште, опфаќајќи повеќе од 450 парцели на кои се обработуваат различни видови култури.